Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добре дојдовте во новото издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио Детройт. Јас сум Маја Пероска и еве што одбрав за вас. Костенот го нема многу во наставната програма, децата повеќе може да научат низ шумите на Шарпланина. Четврта суспензија на ДУПот за блокот 57А кај Шикелак, општина Тетово чека Министерството да им го одобри новиот план. Поголема координација и унапредување на животната средина, потпишан меморандум за соработка меѓу Националниот парк Шарпланина и планинарските друштва. Во Тетово се одржува 13-тиот филмски фестивал Watch Out. За 4 дена се прикажуваат 24 филма. Лани најмногу станови се изградени во Полошкиот регион од страна на индивидуални сопственици. Најголем број на смртни случаи во изминатата 2023 година се регистрирани во месец јануари. Во Македонија луѓето најчесто умираат од кардиоваскуларни болести. Американскиот гигант FedEx отпушта 2000 работници во Европа, дали меѓу нив ќе има и вработени од станицата во Скопје. Te pejam, duri sum živa ja.
Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Da ti kupam denes na pazar, koga krstot kego frlat, da ja oblečeš. Majka da se čudi, tatko da se luti, koga jaskevi tropnam na vrata. Glaske puštam, kolku da me slušnat, dobar den da je večna slata. Nemoj da se praviš, neka ne me znaš, a ne srce to me tera da vi dojdam nekane. Ništo ne se meri, vidi, a ne moja samo riza odveri. Kako gerda, a ne sakaš, da se kova da ti poračam, da od zvezdi da go prava, sve do vodici. Grlo da ti krasi, duša da ti gali, Boga ti slatko vreme poslužiš. Majka ti da gleda, tatko ti da svati, neka jastija varam rakata.
da se praviš, deka ne znaješ, a ne srce to me tera da dojdam dekanet. Mera ko te golem, toj sol ništo ne se meri, vidi, a ne moja samo jedan odberi. Vidi, a ne moja samo jedan odberi. Една прошетка низ блиските шуми на Шарпланина во есен е доволна децата да најдат костени, да ги прашаат родителите и да научат нешто за овој плод. Но знаење за костенот може да добијат ограничено. Очигледно е дека за костенот нема посебни лекции на училиште, па така и за него не се учи засебно, туку општо кога се стекнуваат првичните знаења за растенијата и плодовите. Оделенските наставнички велат дека новата концепција за основното образование нема предвидено посебна лекција за костенот, бидејќи во предметот природни науки се учи поопширно за растенијата, животните и луѓето. Ако ги имаат знаењата за костенот уште од најмала возраст, се смета дека децата, ученици и млади ќе развијат поголема свест за важноста, па и ќе имаат поинаков заштитнички однос кон ова растение кое во голема мера застапено на овие предели. Ако учениците дознаат и за предизвиците со кои се соочува плодот, тие како потенцијални академски граѓани може да се насочат кон научно изучување и наоѓање на начини за негова заштита во регионот. Зголемувањето на свеста кај младите за одгледување и собирање на шарпланински костен и придобивките кои би ги имале од неговото одгледување се дел од рамките на проектот Костенот заштитник на Шарпланина, како подгрант на проектот Одржливо искористување на природните ресурси во Кораб, Коритник, Шара и Албанските Алпи, спроведуван од ЦНВП Северна Македонија, а со финансиска поддршка на ПОНД. I da ljubav mi da gledam
гледам фајде нема, душо моја, шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна. Шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна. Танка снага кршам јас, и да кршам и да гледам фајде нема, душо моја, шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна. Шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна. Деталниот урбанистички план за урбан блок 57А на 33-та седница на Советот на општина Тетово по четврти пат беше суспендиран. Планот беше донесен во време на претходната градоначалничка, а се однесува на местото на шумарско-индустријскиот комбинат Шикјелак, каде се предвидени да се градат 20 згради за домување и трговски центри. Суспензија за овој блок беше направена во декември 2021, 31 март 2023 и 13 октомври 2023 година. Според председателот на Советот, општина Тетово се уште подготвува нов детален урбанистички план за оваа локација. За новиот план има направено јавна дебата во Советот, поднесен е новиот ДУП во Министерството за транспорт, чекаме одлука и одобрување од нив, после пак новиот план да се обработи во сектор за урбанизам и да донесеме одлука Советот да биде во сила, истакна Бесар Дурмиши. Новиот ДУП за блокот беше представен во октомври 2023, а Дурмиши тврди дека наместо 34.494 квадратни метри стамбена површина, ќе има 28.500, како и дека со новиот план ќе има 3.591 метар квадратен простор за зеленило и рекреација. Гласот сестра ти слушни долго што не ми те видела, дадов рака на момче мене што ми прилега, сакам тебе мили брате да те канам на свадба. Sestro moja, sestro mila, cvesto moja najsvetla, od radost za tebe solzi mene mi potekoa. Čekajte, sestro mila, ebe doma doađam, tvojta svadba den je, sestro, dolgo jas što go čekam. Te silno tapani, pismete surli do nebo, deneska svadba pravi me, svatovi doma gdje čeka me, majko i tatko stanete, oro makedonsko fatete, seko i neka čuje razbere, svadba pravi me.
išli, mili brate, kakov život imavme. So majka i so tatko, što li se ne pominavme. Pomnam sestro, zlatna sestro, kako da zaboravam. Em so dobro, em so lošo, život od ne daruvam. Grmnete silno tapani, pišete surli do nebo. Deneska svadba pravi me, svatovi doma gdje čeka me. Majko i tatko stanete, oro makedonsko fatete. Seko i neka čuje razbere, golema svadba pravi me. Seko i neka čuje razbere, golema svadba pravi me. Лани градежните компании и индивидуални сопственици вложиле речиси 900 милиони евра во изградба на станови. Изградени се вкупно 5776 станови, од кои 2331 стани изградиле индивидуални сопственици, а 3445 станови ги изградиле компании. Индивидуалните сопственици градат поголеми станови, а компаниите многу помали. Просекот на корисна површина на становите кај индивидуалните сопственици е 128 квадратни метри, а кај компаниите тој просек изнесува 70 квадрати. Ова го покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. По региони најмногу индивидуални сопственици граделе во Полошкиот регион, каде што се изградени 641 станови и 5 викенд куќи. Потоа во Скопскиот се изградени 426 станови и 9 викенд куќи и југозападниот со 579 станови и 2 викенд куќи. Во текот на 2023 година градежните компании граделе вкупно 2874 објекти, а завршиле вкупно 3445 станови со вкупна површина од 243.815 метри квадратни, од кои 3415 се во индивидуална сопственост. Просечната корисна површина на завршените станови е 70,8 метри квадратни. Najizvodno
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Помина време, многу време, и мислев се сум сватил. Помина време, грешките наши, јас сам ги платив. Не знаев дека така може да те лажат, Боже. Пустото време лузни прави, длабоки како бразди. А има луѓе живеат така, без душа празни. Не знаев дека така може да те лажат, Боже. Немало късмет, немало среќа за секој овде на земја. Немало късмет, ни малку среќа и губам надеж полека. Барем да видев еден себап за еден живот колку треба. Немало късмет, немало среќа за секој овде на земја. Некој на младост, некој на старост, некој ко мене никогаш. Барем да видев еден себап за еден живот толку ми треба.
мислам, се ке пројде, за мене ден ке дојде. Но џабе било, не врти листот, се пак е исто. Не знаев дека толку може да не лажат Боже. Немало късмет, немало среќа за секој овде на земја. Немало късмет, ни малку среќа и губам надеж полека. Барем да видев еден севап, за еден живот колку треба. Немало късмет, немало среќа за секој овде на земја. Некој на младост, некој на старост, некој ко мене никогаш. Барем да видев еден себап, за еден живот толку ми треба. Барем да видев еден себап, за еден живот толку ми треба. Државниот завод за статистика објави демографски податоци за личностите кои починале во Македонија во 2023 година. Според податоците, бројот на умрените во земјава во 2023 изнесува 20.187 и е намален за 10,1% во однос на претходната година. Поголем број на починати се од машки пол, и тоа 10.640. Бројот на умрените доенчиња изнесува 30 и нивното учество во вкупниот број на умрени изнесува 0,1%. Според месеците, најголем број на смртните случаи се во месец јануари, 1976. Просечната возраст кај умрените од машки пол изнесува 72,1 година, односно 76,5 години кај лицата од женски пол, или за 4,4 години повисока просечна возраст се бележи кај жените. Најголемо учество имаат умрените лица од болести на циркулаторниот систем, и тоа 43,8% случаи од вкупно умрените, па потоа се случаите кај кои како причина на смрт се јавуваат неоплазмите, и тоа со 18,6%, ендокрините, нутритивните и метаболичките болести со 7,2%, болестите на респираторниот систем се застапени со 4,7% и следат останатите, но со помала застапеност. Љубовта не родила
Американскиот логистички гигант FedEx објави дека ќе укине до 2000 работни места во Европа за да ги намали трошоците, бидејќи побарувачката за услуги за испорака се нормализира во периодот по пандемијата. Отпуштањата ќе бидат распоредени на 18 месеци и ќе чинат компанијата меѓу 250 и 375 милиони долари за такси и отпремнини. Намалениот број работници треба да изаштеди на компанијата од 125 до 175 милиони долари годишно, почнувајќи од фискалната 2027 година. До крајот на следната година FedEx планира да ги намали трошоците за 4 милиарди долари, вклучително 1,8 милиарди долари во фискалната 2024 година. Компанијата работи во повеќе од 45 европски земји, меѓу кои во Македонија, и вработува повеќе од 52.000 луѓе. Единец се жени мајко денеска и во куќа тој ви носи сна убава. Тапа нека удри силно да се разле, доста време ергеновен да се захле. Радост ваша, сака да ви наздрави, ей, со полна чаша. Ајде, запејте, време е за славје, Господа ни подари велике ти здравје. Ајде, запејте, време е за славје, валандовски сватбари ке свират до забајле. Нале ракија и вино, јас сум родот твој и за сета љубов јас ќе ви се одолжам, твојта лоза мили татко ќе ја продолжам. Сака да ви наздрави, ей, со полна чаша. Ајде, запејте, време е за славје, Господа ни подари велике ти здравје. Ајде, запејте, време е за славје, валандовски сватбари ке свират до забајле.
zapejte, vreme je za slavje, Gospoda mi podari velike ti zdravje. Ajde zapejte, vreme je za slavje, Valandovski svatvarike svirat do zabajle. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Bojana bila mamo tak sana, zbor
12 до 15 јуни Тетово е домаќин на 13-тото издание на филмскиот фестивал Watch Out. За оваа традиционална филмска манифестација и овој пат владееше голем интерес, па биле испратени 630 филмови од 81 земја од 6 континенти. Ова издание на фестивалот ги слави животот и надежта, истовремено истражувајќи ги неодминливите реалности и борбата за подобар живот. Фестивалот ги користи уметноста и културата да ги донесе овие наративи на реалноста поблиску до нас, премостувајќи ги со надеж и посветла иднина. Истакна Бујар Љума, директорот на Центарот за балканска соработка Лоја од Тетово, кој е организатор на фестивалот. Од пристигнатите филмови, меѓународното стручно жири селектираше 24, кои во следниве денови ќе бидат прикажани на отворената сцена во музеот на КПМ во Тетово. Ќе бидат доделени награди за најдобар филм во 4 категории: краток, експериментален, анимиран и документарен. Инаку влезот за сите проекции е слободен. Кажи мори дано, ти бела дано, кој
Почитувани, дојдовме до самиот крај на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. А на самиот крај, во катчето за најмладите, приказната за Волкот и Еленот. Ви посакувам пријатен ден. Се шетал Еленот по шумата и одеднаш слуша жално завивање. Тргнал тој кон местото од каде доаѓал гласот. Гледа, ветерот оборил една голема елка, а елката пак паднала врз волкот. Лежи волкот целиот сплескан под елката и никако не може да излезе од под неа, ами само стенка. Замавнал Еленот со рогатата глава, па прашал: "Како ти се случило ова?" "Ох, не прашувај ме, миличок, не гледаш дека душа испуштам? Подобро со роговите, елкава и стурка е од мене." "Со задоволство би го сторил тоа, но елката е голема, нема да можам да ја дигнам," се посомневал Еленот. "Барем обиди се," замолил волкот. "Во ред, можам да пробам," се согласил Еленот и почнал да ја турка елката со роговите. Ги собрал сите своји сили, па турнал и, како за чудо, дрвото се потргнало. Навистина малку се потргнало, но тоа било доволно за волкот да излезе од замката. "Ама сум силен," се израдувал Еленот. Волкот се стресол, станал на нозе и почнал да гледа да не си го оштетил крзното некаде. Но не, се си било на свое место. Тогаш на волкот му текнало за Еленот. Се стрчал кон него и му свикал: "Стој, каде одиш?" "Каде?" прашал Еленот. "Унаму каде што тргнав." "Да не си мртнал," свикал волкот. "Треба да те изедам. Елените од секогаш ми биле плен." "Ајде де, а зарем не те спасив од смрт?" прашал Еленот. "Тоа нема никаква врска," одговорил волкот. "Нели ти е срам?" "Зошто да ми е срам? Ке ти ја одерам кожата и крај на муабетот." Еленот не се согласил со волкот и тие уште долго време спореле. Спореле, но не дошле до заеднички заклучок. Тогаш Еленот предложил: "Ајде некој нека ни пресуди, па да видиме кој има право." Волкот се израдувал: "Во ред, се согласувам." Потоа волкот си помислил: "Па можам Еленот да го изедам, а судијата ќе ми дојде како прилог." Цел ден тие барале судија и го нашле дури вечерта. Тоа бил стариот Мечок. Тој одел во селото кај пчеларниците за да најде мед за својата мечка. Тој ги изслушал Еленот и волкот, а потоа ја ставил раката на устата и се замислил. Но ништо не можел да смисли. "Не знам што да правам со вас," им рекол тој. "Треба да одиме и да видиме каде се случило сето тоа." Волкот и Еленот го однеле мечокот кај елката. Ја обиколил мечокот елката и повторно се замислил, а потоа рекол: "Ајде, Елену, потурни ја елката со роговите. Не ми се верува дека си можел да ја подигнеш." "И тоа како можам?" се навредил Еленот и го поткренал дрвото со роговите. А мечокот вели: "Ајде, волку, легни повторно под елката. Не ми се верува дека можело ни столку мал простор да се провлечеш." "И тоа како можам?" се налутил волкот и за момент се нашол под кренатата елка. Тогаш мечокот рекол: "Ајде, Елену, сега врати го дрвото на местото на кое било." Еленот ја пуштил елката и кога волкот повторно се нашол во замка. Како што се нашол во неа, така и останал. Кој уште еднаш би му помогнал на таков предавник? Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.